Рекордни 1,3 милиони евра лани општина Карбинци инвестирала во капитални проекти. Ова е во рамките на извештајот кој што е поддржан од УСАИД, излезе практично онаа бројка која што општина Карбинци може со задоволство да каже дека е една од поуспешните во Истокот или можеби прва после градот Штип. Во однос на висината на инвестициите, се работи за 1.350.000 евра, кои што во некаде 30 на склучени договори општина Карбинци ги има реализирано и се со цел нормално да подобри одреден дел од проблемите на граѓаните или да реализираме проекти кои што биле по нашата програма и по барање на жителите. Она што навистина е важно дека во изминатата година ова е еден голем рекорд на општина Карбинци, каде што досега не беше запаметено во толков број проекти да бидат реализирани со толку голема сума или практично финансии кои што се навистина повеќе од 1 милион евра, точно 1.350.000 евра или 83 милиони денари. Овдека се вклучени неколку големи капитални проекти кои што еве би ги напоменал училиштето во село Таринци, овде е патот село Таринци, село Долни Балван, резервоарот за вода за пиење во село Таринци, кој што исто така капитален проект кој што го реализиравме во текот на изминатава година. Обемот на инвестициите е многу поголем отколку во општините Кочани, Делчево, Берово и други многу поголеми од Карбинци. Навистина сум горд затоа што општина Карбинци е една од помалите општини не само во Истокот, туку во државата со само 3400 житела, а имаме навистина импозантна бројка која е во прашање инвестициите, капиталните проекти и она што нас не мотивира дополнително е дека ќе продолжиме и со позасилено темпо да реализираме вакви проекти и понатаму. Инвестицијската тенденција е активна и годинава, па во првите 6 месеци реализирани се следниве проекти. Оно што го работевме во оваа прва половина од 2024 година е навистина со еден поголем залет, споредбено од 2023, очекуваме со ова темпо да се движи практично цела година и бројките следната година која би ги сумирале да бидат и подобри од во однос на лани. Навистина имавме проекти кои што можат граѓаните да ги препознаат, пред се во делот на патната инфраструктура, во делот на животната средина, во делот на спорт и млади, рекреација, а понатаму како ќе се движиме, ќе ги интензивираме градежните активности, веќе во следниот месец, август месец ќе биде почеток на една нова градежна офанзива која што ќе следи практично и до завршетокот на годината или додека не дозволуваат и самите услови за градежен дел. Очекувам неколку нови проекти, кога е во прашање програмата 1198 така, да реализираме некаде проект во висина од 13 милиони денари. Она што го веќе договараме со владата е да аплицираме во следниот период, кога ќе биде завршен практично и ребалансот на државата, да го добиеме проектот кој што ќе значи инфраструктура во делот на патната инфраструктура.